Четврток, 11 април, кратки вести во 12 часот. Се зголемува бројот на пожари случајни деновиве на отворен простор. Само последниве 24 часа, според податоци од Центарот за управување со кризи, во Охрид е интервенирано на 2 локации. Надлежните одржуваат состаноци со местното население и апелираат граѓаните да избегнуваат палење оган во шумските предели, на стрништа, на плевел, отпадоци и на секој друг отворен простор, бидејќи истото е казниво со закон, но и понатаму се пали трска, сува трева, а непознат сторител деновиве повторно ја запали депонијата Буково. Информацијата за новото и вредно археолошко богатство пронајдено на локација во чија близина е во план да се гради куќа во стариот дел на Охрид е помеѓу најкоментираните на Facebook профилот на Охрид Прес. Станува збор за монументален сакрален објект од раното христијанство, декориран со мозаични подови и полихромно фреско сликарство, за кој постои можност да бил поврзан со блиската ранохристијанска базилика Манчевци. Читателите на Охрид Прес потенцираат дека во Охрид, поради неговата старост и важност, скоро под секоја куќа има некој наот од минатото кое треба да се зачува за идните генерации. Дел се со став дека, особено во стариот дел на градот, треба да се забрани на тамошно градење. Проектот за реконструкција на улицата 7 ноември влегува во завршна фаза. Во следниот период ќе се врши гребење на асфалтот на коловозот, поставување нов и обележување на сообраќајната сигнализација. Градежните активности за реконструкција на улицата се одвиваат од почетокот на месец септември минатата година. Поставена е нова атмосферска канализација, нови тротоарски површини и велосипедски ленти, а во изминатиот период се реализира и хортикултурно уредување на улицата. Вредноста на проектот е 39 милиони денари. Времето денес сончево и топло, дува слаб до умерен северен ветер, максималната температура во Охрид до 23 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.